Dobro večer, Kočani. Dobro večer za ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија, за победичката коалиција. Добро вечер, победничко Кочани. Уште 9-10 дена до големата историска референдумска победа. Драги пријатели, кампањата влегува во незиниот финиш, работите се расветвуваат, граѓаните веќе се им е јасно и веќе им е јасно кои се алтернативите за гласање. Едната, ВМРО и коалицијата, која градеше, создаваше, која решава проблеми, која се грижи за собствениот народ, која сака секому да помогне, која дава збор и го исполнува дадениот збор, која држи до зборот, која се грижи за државните и за националните интереси на Македонија. Опција која излегува со реална програма секогаш на избори, добро пресметана, добро прерачуната, добро обмислена и ја презентира пред граѓаните. Тоа е едната опција. Втората опција е она на СДСМ и на нивната коалиција. Опција која што шири деструкција, прави хаос, се здружува со разни криминално-разузнавачки структури за да дојде до власт. Не смета на поддршката на народот, туку на некој однадвор да ги донесе на власт. Како што и самиот Тачи ги прикаже SMS-овите во кои што Заев му се фалел дека го спремале некој за премиер од горе или не знам од каде. А заборава дека премиер може да се стане само ако народот тоа го одлучи на оваа наша држава. Бидејќи народот е газда на Република Македонија, тој носи одлука на изборите, кој ќе биде на власт во наредните 4 години, кој ќе биде во опозиција, кој ќе биде премиер. Драги пријатели, ние во минатите години многу направивме, многу реализиравме и покажавме една огромна разлика помеѓу нас и СДСМ. Граѓаните во овие 25 години независност дадоа доверба и на двете партии. На СДСМ му дадоа во 90 практично на некој начин оние изиграа волјата на народот, во 92 година направија влада, потоа во 94-та, па добија повторно поддршка во 2002-та и дали некој се сеќава на нешто позитивно да се направило во тоа време? Да се изградила нова фабрика, да се отвореле нови работни места, да се помогнало на земјоделците, да се изграделе нови училишта, нови градинки, да се решеле некои крупни проблеми на граѓаните, како денационализацијата, како дивите градби, легализацијата и така натаму. Нема такво нешто. Се што позитивно и крупно се случи за Македонија и за народот, за граѓаните, за секој обичен човек, е во времето на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Затоа, драги пријатели, ние континуирано ја добиваме поддршката на граѓаните. И затоа 9 пати до сега, а сега 10 пат на 11 декември СДСМ ќе го прокнижи 10-тиот изборен пораз. Овој пат најубедливо и најсилно од досега. Драги пријатели, ги слушам како говорат во последно време, како се шири меѓу нивното членство, па тие раскажуваат и наоколу, дека нивното раководство веќе крена во рација тоа дали ќе победат или не, веќе не ги убедуваат членовите дека ќе победат, бидејќи веќе не им е згодно таа работа, се чувствува на секаде кој ќе победи. Па сега почнале нова тактика да им кажуваат добро, нема да победиме,
ама ќе изгубиме малку. 7-8 пратеници разлика ќе изгубиме и не се секирайте, подосна ќе влеземе, бидејќи мала ќе биде разликата, ќе влеземе во една широка коалиција. Плюс истата приказна им ја продавале и на некои странски представници, убедувајќи ги дека ако тие влезат во владата како една широка коалиција, дека ќе допринеле да се изврши посилен притисок на владата и на Македонија за грчкото прашање за Македонија и дека ќе изиграле една конструктивна улога во тој правец. Замислите со што се занимаваат и со какви дилови сакаат да дојдат на власт. И додека тие го убедуваат сега нивното членство дека ќе изгубат само малку и дека ќе станат дел од широка коалиција, додека се борат да ја спречат депресијата во која запаѓа нивното членство и гласачи, сакам да им порачам од тука откочени дека разликата нема да биде мала, туку ќе биде огромна. Дека ВМРО и коалицијата ќе победи со така голема разлика, што ќе им биде непријатно. На памет нема да им падне да бараат да влегуваат во широка коалиција. И нема да биде 7-8, ќе биде многу повеќе, ќе биде убедливо. Затоа што овој народ е свесен дека без 63 пратеника за ВМРО не може да заврши политичката криза во Македонија. Дека нивните сегашни намери за влегување во широка коалиција нема да бидат ништо друго, туку продолжување на политичката криза во Македонија. И народот тоа нема да го дозволи. Народот тоа нема да го дозволи со масовно излегување и масовно историско гласање за победа и давање поддршка на ВМРО и коалицијата, избришување од политичката сцена на Зоран Заев. Ги гледам и нивните платеници во последните денови почнуваат да ја шират оваа теза, дека ќе имало широка коалиција, дека СДСМ ќе влегува во владата, а не се свесни каква огромна разлика во гласови ги очекува на следните избори. И уште една работа да им порачам. Што е поентата на изборите ако сите партии влезат во владата? Тога зошто одиме на избори? За сите да влезат во владата? Ако сите влезат во владата, кој наредниот пат ќе излезе на избори да гласа кога однапред знае дека сите влегуваат во владата? Кој е таа демократија да сите и тие што добиле доверба од граѓаните во мнозинство и тие што изгубиле да станат дел од владата? Да, и пријатели, безпредметно е сето тоа да се објаснува. И јасно е дека ова е последниот обид, последниот крик на СДСМ да го дигне нивното членство кое што е во почетна фаза на депресија. Почитувани присутни, исто така дознавам дека во последните денови размислувале и заговарале и други идеи. Здружувајќи се со некои подземни структури, особено кај албанските радикали, кај порадикалните структури на албанците во Македонија, разговарале за некакво полнене и кутии, заедничко, договорено, не знам какво. Сакам да им порачам да не си играат играчки. Затоа што после ни цела албанска диаспора од цела Швајцарија и од цел свет нема да ги спаси од овој народ и од сите граѓани на Македонија. И од македонците, и од албанците, и од турците, и од ромите, и од бошњаците, и од властите, и од србите, и од сите останати. Инаку актуелно и денеска и вчера најновото заклучување на списоците за гласање. Државната изборна комисија, која за да ги удоволиме СДСМ да излезат на избори, им дозволивме да биде доминантно под контрола на СДСМ, вчера излезе со соопштение дека ги затвориле списоците и дека конечниот број на гласачи не е помал, туку е поголем за над 5000 гласачи. Се сеќаваме сите дека повеќе од една година, некаде од октомври, ноември минатата година, СДСМ си ја почна песната дека имало фантомски гласачи и дека со тие фантомски гласачи,
кои наводно се имења во изборните списоци, а дека нема такви луѓе, и тие имења ние ќе ги злоупотребиме и на тој начин ќе сме ја добиле победата, дека без чистење на тие списоци немало да излезат на избори, дека такви фантомски гласачи имало 500.000, па едно време ги намалија на 300, па на 100, па на 30 и така натаму, па едно време се стиша. За сега Државната изборна комисија, каде тие имаат доминантно влијание, самата немајќи што друго да направи, бидејќи тоа е реалноста и вистината, вчера излегува и вика не само што не е намален списокот на гласачи, туку е зголемен за над 5.000 луѓе. Сакам јавно да им се заблагодарам на СДСМ за тоа што една година покажуваа на граѓаните како безочно лажат, како го лажат собствениот народ, па и собствените гласачи, ако сакате, дека имало фантомски гласачи, дека изборите ќе биле наместени, дека требало да се прочистат, па се прочистија еднаш, па ајде потоа уште еднаш да се прочистеле. Се сеќавам неколку амбасадори доаѓа убедени, пошто и не ги лажеа очигледно, и ги убедиле во лажењето, убедени дека после првото прочистување на изборните списоци дека па требало да се прочистат. Па им велам, добро се прочистија едно списоците. Зошто пак? А не велат, СДСМ вела дека не била добра методологијата за чистењето, сега со нова методологија треба па да се чистат списоците. Па велам, СДСМ ја даде таа методологија. По нивна методологија се чистеа списоците. Не, они велат сега по друга, ќе се откриево дека има не знам колку илјади фантомски гласачи. Па ајде одлагање на изборите, еднаш, два пати, малтретирање на цела држава, малтретирање на цел народ. Јас знам дека сите вие, сите граѓани на Македонија, едва и чекаат да се заврши политичката криза и да дојде време на политичка стабилност, политичка стабилна влада, кога земјата ќе оди напред и ќе се движи во правилен правец, без обструкции, без деструкции, без манипулации, без правење на хаоси. И тоа е она што го посакуваат сите граѓани. Но во исто време знам и ви кажувам дека политичка стабилност и завршување на кризата е можно исклучиво ако ВМРО ДПМН добие 63 пратеници, заедно се испрати надвор од политичката сцена, а на некои сценаристи им се каже кој е газда во оваа држава, дека овој народ е газда на државата. Драги пријатели, јас ќе му порачам на Заев. Може да лаже колку сака. Само треба да најде луѓе што ќе му веруваат, а такви се помалку. Многу малку. Секој ден се помалку. Го гледам, се обидува од петни жили да ги убеде луѓето дека ако дошле тие на власт, ќе имало поврат 15% од ДДВ-то и со тоа сите граѓани, секој човек е добивал по 500 евра, по 30.000 денари на крајот на годината. Прво не го взимаше никој за сериозно, но гледам дека се напињаше, повторува, зборува. Направивме една математика да видиме колку треба човек да троши месечно, секој месец, цела година, за да на крајот му биде вратено 30.000 денари или 500 евра. Математиката излезе. Зависно колку од производите и услугите ќе се на 18% ДДВ, а колку на 5%, дека секој граѓанин треба да потроши секој месец, цела година, меѓу 2 и 2.500 евра месечно. Колку луѓе овде во Кочани трошат меѓу 2 и 2.500 евра секој месец, цела година? Колку луѓе во Македонија трошат по толку пари? Освен Вицето и брат Музаев. Нема такво нешто. Уште една манипулација која излезе на видео. Си го лажат народот и мислат дека тој не е доволно мудар да погледне, да пресмета, да види дека повторно е предмет на манипулација од овој измамник. Или она дека ќе донеле фабрики, драги пријатели, и немало веќе никој да си селува од Македонија и пустоа и диаспората ќе ја донела назад. Толку многу фабрики ќе се отворат.
што ќе нема работници и диаспората од Америка, каква Америка, ќе батали све тоа, Австралија и така натаму ќе се врата тука. Добро, ајде да речеме дека може да му се верува. Но како да му се верува? Кога 11,5 години овој човек е на власт во Струмица, тој е градоначалник и властодржец во Струмица. Во 11,5 години една компанија нема донесено во неговата општина. Во онаа индустријска зона што таму ја кажа дека ќе се вработеле 6-7 луѓе, еден човек не е вработен. Една фабрика не е донесена. Кого лажи? Кого манипулира? Па како ќе ви донесе на вас во Кочани фабрики и вработувања, кога во неговата Струница нема донесено фабрики и вработувања? Додуша, морам да бидам искрен, тој допринесе за една фабрика да дојде тука во Кочани, а тоа е компанијата Антура. Кога тие дојдоа во Македонија да бараат вокација, некој им кажал дека е добро да се инвестира во Струмица. Луѓето отишле, се сретнале со него и му рекле: сакаме земјиште градежно да изградиме фабрика. Имате ли такво? Како немаме? Имаме. Може ли да го купиме? Може. Рекле: кажете ни кога ќе има лицитација да се пријавиме. Рекол: не се секирајте, ќе има. Им јавил: еве, тој ден ќе има лицитација, јавете се. Се јавиле, го купиле земјиштето, тамам почнале да се подготвуваат за градба на фабрика, кога гледаат дека земјиштето не е за градба на фабрика, туку на пазар, зелен пазар и катна гаража. Му се јавиле, му рекле: градоначалниче, абе ние градежно земјиште за фабрика не треба. Не сакаме ние зелен пазар тука, ние со друго се занимаваме. Нити гаража сакаме да правиме. Не се секирајте, рекол, ќе почекате едно 6 месеци до 12, ќе ја наредиме работата, ќе ги менуваме ја поновите понатаму. Како? Значи ти си ни продал свесно на нас земјиште што е за катна гаража и за пазар, а ние ти доаѓаме да ти вработиме над 300 луѓе. Ама знаете, вака, онака, благодариме, си дојдоа во Кочани, кај Радко, завршена работа за 5 минути, им се најде вокација, си ја купија, си изградија фабрика, над 200 луѓе се веќе вработени, ќе расте бројот на вработувања. Во еден таков контекст, да, помогна Заев да дојде една фабрика во Кочани. Нормално, најголемата помош беше и од градоначалникот на Кочани, кој што ги пречека и ги удостои со се што треба, многу различно од Зоран Заев, и од кого и денеска се многу задоволни. Но поентата ми е, драги пријатели, дека човекот во неговата општина не знае да донесе инвестиција, а камоли да им носи инвестиции на другите. Повторно манипулирање, повторно лажење. Затоа, драги пријатели, велам, овој пат ќе ја добијат казната како никогаш до сега. Овој пат ќе изгубат и заради тоа, и заради сето она што ВМРО до сега го правеше, го градеше, го создаваше, како што беше инвестирани над 1 милиарда евра во земјоделието, во субвенции, или давање 50-50 за купување на трактори и на земјоделска механизација, или спуштање на ДДВ од 18 на 5% за еден куп работи, тргнувајќи од земјоделска механизација, земјоделски работи, други, понатаму суровото масло, сточната храна и така натаму. И затоа што ВМРО ја намали рекордната невработеност што не остави СДС од 38,7 на 24 со отворање на 160.000 нови работни места во Македонија. До нашето доаѓање на власт во Македонија невработеноста постојано се зголемуваше. По доаѓањето на ВМРО почна да се намалува. 2 милиарди и 600 милиони евра се инвестира во Македонија. Понатаму извозот порасна над 4 милиарди, колку што беше преходно и извоз и увоз заедно. Се изградија далеководи од 200, се изградија или реконструира далеководи од 250 километри во вредност од 50 милиони евра. Просечната нето плата во Македонија во овој период кога е ВМРО на власт порасна на речиси 20.000 денари, што е за 67% повеќе од времето на СДСМ во 2006-та. Пораснаа пензиите на пензионерите за 70%.
просечните пензии и за 90% најниските пензии. Порасна и платите во јавниот сектор, порасна, односно се воведоа субвенции, бидејќи преходно скоро да ги немаше за земјоделците. Понатаму се инвестираше и во давање други можности на пензионерите, како банјско-климатска рекреација, туристички викенд за пензионерите, а за социјалците, оние што се на социјална помош, социјалната помош нарасна за 70%. Се изврши и заврши оној проект што го ветивме на преходните избори за еднократен отпис на долгови како резултат на кризата, со кој што 15.000 семејства добија отпис на долговите во вредност од 30 милиони евра. 4.700 лекови поевтинија, 33 милиони евра годишно остануваат во джебовите на граѓаните за плаќање лекови наместо кај фармацевските олигарси на СДСМ. Опремивме 80 лаборатории за помош на универзитетите и студентите. Се намали партиципацијата на 200 евра годишно, а беше од 600 до 1200. Се отворија нови универзитети, нови факултети, вклучувајќи и тука во Кочани. Се преведоа над 1000 стручни и научни книги кои се користат на врвните 10 универзитети во светот. Се намали цената на зелениот картон за патнички и товарни возила, како и на мотоциклите, а воведовме едномесечен зелен картон. Ги намаливме трошоците за регистрација на возила за 30%. Се направија и многу други работи, но ќе се направат уште многу други кои се дел од нашата програма. Во новиот мандат планираме ново намалување на невработеноста од 24 на некаде помеѓу 17 и 18%, со отворање на 70.000 нови работни места во Македонија. Дека е тоа можно, ќе ви кажам и со фактот, дека само во последните 2,5 години, во време на криза, во време на вакви проблеми што ни донесе СДСМ, се отворија 39.000 нови работни места. Понатаму планираме со поддршка и субвенции на земјоделците. Над 600 милиони евра ќе има поддршка за македонските земјоделци во наредните 4 години. Наместо 50-50, поддршката за купување трактори и купување на земјоделска механизација ќе биде 60-40, 60 државата, 40 земјоделецот. Ќе предвидуваме и субвенции од 6.000 денари по хектар за подигнување на насади со брзорастечки плантажни дрва. Ќе се чистат секоја година по 100 километри канали за наводнување на земјоделските површини за да се избегнат било какви поплави. Имаме и проект наречен од град во село за нов почеток, во кој проект се нуди финансиска помош за лица кои што сакаат да започнат живот и работа на село. И ќе им се помогне со 6.000 евра за купување или реновирање на куќа. Ќе им се помогне исто така со земјиште за одледување на разни земјоделски култури. Ќе им се помогне со добиток на оние што сакаат да одледуваат стока, кој што 80% ќе биде покриен од државата согласно проектот. Ветуваме исто така постепено зголемување на минималната плата. До 2020 година ќе достигне до 14.000 денари или 13.500 во кожарската и текстилната индустрија. Ќе се завршат 3 автопати, од кои што едниот е Миладино се Штип, другите се Демиркапија, Смоквица и Кичево Охрид. И ќе се започнат 3 нови автопати во Македонија. Ќе почне да се гради некаде идната пролет експресниот пат со 4 ленти помеѓу Штип и Кочани. Од Кочани до Штип ќе се оди по експресен пат 4 ленти, а од Штип до Скопје автопат 6 ленти. Планираме изградба на уште 5 други експресни патишта со 4 ленти, сите заедно во вредност со 140 милиони евра. Предвидуваме и изградба и реконструкција на локални патишта во вредност од 30 милиони евра. Го воведуваме проектот рурални развојни зони. Секое село во оваа општина во Кочани ќе има специјални погодности за оние инвеститори кои ќе почнат инвестиција во наредните 5 години. Погодности кои се подобри дури и од слободните економски зони.
Секој што ќе започне градба на индустријски капацитет, или хотел, или земјоделско откупен центар во наредните 5 години, ќе добие можност да биде ослободен од данок на добивка и персонален данок на доход 100% во наредните 10 години и 50% од плаќање придонеси за пензијско и здравство во наредните 10 години. Плюс државата ќе парципира со 10% во неговата инвестиција како грант за да му помогне да го започне бизнисот. Планираме и проекти во делот на спортски сали. 78 нови спортски сали за 4 години ќе бидат изградени, 18 нови училишта и 140 реновирани. 140 нови детски градинки. И она што исто така важно за Кочани, градба на гасовод, Кочани ќе добие гасовод и технолошко-индустријската развојна зона во близина на Кочани исто така ќе добие гасовод со цевковод, со гасоводен систем. Ќе се изградат и над 70 нови водоводни и канализацијски системи и многу други работи кои, драги пријатели, ги имате во нашата обемна програма над 500 страни, во која што се наредени сите програми и начините како тие ќе се направат, буџетите кои ќе бидат потребни за такво нешто и оние кои ќе бидат одговорни. Значи, да финишираме со Кочани. Освен градбата на експресниот пат Штип-Кочани, кој ќе го носи името на македонскиот револуционер Тодор Александров, планираме овој проект инаку ќе чини 53 милиони евра, овој експресен пат. Исто така планираме да се заврши реконструкцијата на патот Кочани кај Превалец до Македонска Каменица Делчево, за што ќе вложиме 6 милиони евра. Со овие проекти ќе се обезбеди брза и безбедна конекција за сите учесници во сообраќајот во овој регион. Се предвидува да се заврши градбата на пристапниот пат, кај што треба да се гради Оризарска река и да се започне и заврши градбата на оваа акумулација, на овој систем и со тоа да се реши проблемот со водоснабдувањето во Кочани, во Виница и Чешино во Облешево. Со реализација на овој проект ќе се овозможи и наводнување на нови 1500 хектари површини земјоделско земјиште. Инвестицијата чини 33 милиони евра, таа е започната преку градба на пристапен пат до местото каде треба да се изгради браната. Ќе го ревитализираме и доизградиме канализацијскиот систем со придружни колектори и ќе изградиме нова, најсовремена пречистителна станица. Наскоро ќе доделиме уште 43 стана на лица кои што се во социјален ризик и други ранливи категории во Кочани. Предвидуваме реконструкција на локални патишта во Кочанско, меѓу кои патот за Крушка, Полаки, од Усоваc Чешма, Пазарскиот пат во Оризари, локалниот пат 3 Багрема, Ајдар, патот за влез во Тркање, патот со кој се поврзува регионалниот пат со Пониква. Ќе реконструираме повеќе училишни објекти, како Крсте Петков Мисирков, Никола Карев, Љупчо Санто, Свети Киро и Методи и други. Ќе се отворат 2 нови детски градинки, од кои една во населеното место Тркање. Во новата програма предвидуваме изградба на едно повеќе наменско и 2 баскет игралишта. За општата болница во Кочани предвидено е да се набават најмалку 39 нови најсовремени медицински апарати во вредност од приближно 500.000 евра. Ќе се изврши реконструкција на Центарот за култура, а со проектот рурални развојни зони, како што кажав, ќе бидат офатени повеќе сите практично села, сите села во општината Кочани, така што тоа ќе биде една извонена шанса, откако веќе во Кочани го донесовме американскиот Amphenol Technology Македонија, кој во моментот вработува 1260 лица во Кочани и од околните места. Исто така, овој капацитет почна да се проширува, се гради нова фабрика на Amphenol и ќе достигнат 2500 директни вработувања. Исто така,
фабриката Антура, која веќе има 280 лица, Вима Фешан, холандска текстилна компанија со 60 вработени, Гилфорс, холандска компанија со 25 вработени. Се реставрираше и домашната фабрика Руен Инокс, во која има веќе околу 200 вработени, а неодавна почна и пробното производство во поранешната фабрика за хартија. Драги пријатели, овие напори и овие успеси да се донесат инвеститори, да се вработат луѓето, да се обезбеди екзистенција за сите, да се покачуваат и платите, ќе остане во главниот фокус на нашето внимание. Затоа што знаеме дека тоа е приоритет на сите граѓани, и на македонците, и на албанците, и на турците, ромите, власите, србите, бошњаците, останатите. На сите тоа им е најголем приоритет. И тоа е оваа опција, тоа го обезбедува оваа опција на чело со ВМРО ДПМН, а не приказни за делење и цепкање на државата, за кантонизација и федерализација, за проширување на Охридскиот рамковен договор, тесен бил многу, требало да се прошири, или пак за двојазичности на целата територија на Македонија, кои може да ни направат проблеми и компликации. Затоа велам, новие избори имате две алтернативи. Една која што гради, создава, решава проблеми, помага на луѓето, се грижи, им помага на земјоделците, помага на сите, носи инвестиции, отвара нови работни места. Вие тука тоа во Кочани веќе го почувствувавте. И друга, која што шири деструкција, која што создава хаоси, која што чека некој друг да ја донесе на власт, која го потценува собствениот народ со нереални ветувања, со ветувања на се и се што извадено од ракав. Ке дојдат тука повторно и повторно до изборите и ќе ви ветуваат се што сакате да чуете. Но ништо од тоа нема да се исполни. Затоа што луѓето не веруваат во мудроста на нашиот народ, го потценуваат и веруваат дека ако нешто му ветат нереално, дека овој ќе поверува и ќе ги подржи и ќе гласа за нив. Помина нивното време и затоа се повеќе нервозни. Затоа се повеќе бараат други начини како некако да излезат од овие избори со помал пораз. Затоа се чудат што сега да смислат во овие денови нешто прилично на нивното однесување за да го намалат поразот. Но македонскиот народ, македонците, албанците, турците, ромите, власите, бошњаците, србите, останатите, ќе ги казнат на 11 декември за се ова што ни го прават во минатите 2,5 години. Со масовно и референдумско излегување, ставање крај на кризата, со 63 пратеника за ВМРО ДПМН и коалицијата. Да сте живи и здрави, да живее Кочани, да одиме напред, економски да се развиваме, да се помагаме и да имаме соживот за успешна и европска Македонија, да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, да живее Република Македонија.